Вторник, 11 ноември 2025 година, почитувани гледачи, добро дојдовте во централниот дневник на КТВ телевизија. А во него детали за сите актуелни теми со кои го одбележавме денешниот ден. Следете не. За поголема безбедност во сообраќајот, пуштени во функција семафори на раскрсницата Западен булевар Ресавска во Кавадарци. Општина Кавадарци во изминатиот период ги сумира, ги анализира заедно со полициската станиција и одделението за сообраќај сите прекршоци на станици сообраќајки со полесни и потешки последици и врз основа на тоа се прави анализа заедно со секторот за сообраќај во општина Кавадарци и се предлагаат нови решенија побезбедни во делот на тие црни точки или места каде што имаме почести сообраќајки. Тука сме денеска на Западен булевар, заедно со транзитниот пат за возраци. Значи, тука во изминатиот период од 4 години има 11 сообраќајки, од кои што 4 со тешки последици, 4 со полесни и другите со материјална штета. И врз основа на тоа се изработи семафорско решение. Овој семафор денеска е ставен во функција. Останува да полицијата станици и сообраќајното одделение го контролира, а возачите нормално да го почитуваат како семафорско решение. Семафорот е со целокупна изграденост со вредност од 2.200.000 денари, со тоа што режимот на минување и режимот на превенство е врз основа на сензори кои што ги детектираат самите возила кога ќе пристигнат до раскрсницата и самите возила во делот на нивната фреквенција. Така да не е класичен семафор во делот на зелено и црвено, него врз основа на фреквенцијата на движење. И во тој дел општина Кавадарци ќе продолжи понатака интензивно заедно со нашиот тим, со полицијската станица да работиме секаде кај што имаме црни точки, а веќе малтене и остануваат евидентно многу малку, да ги завршиме, дали ќе биде кружно вртење, дали ќе биде сообраќајно решение, дали едносмерско решение или во делот на раскрсници со семафорско решение. Се во интерес на безбедноста на нашите сограѓани, пошто знакот стоп значи застрнување на раскрсница, меѓутоа во многу пракса не се користи баш тој знак за стопирање на возилото, него со визуелна прегледност луѓето преминуваат во делот на раскрсниците и токму во ова раскрсница беше најголемиот проблем тој и мислам дека од денеска со ова семафорско решение плюс означувањето дека во понатаму нема да имаме немили настани и многу ќе се смири сообраќајот во делот на самата брзина. Од локалната самоуправа денеска информираат и дека се поставени патоказни табли на крстосницата од булевар Никола Минчев и улица Македонија. Завршен е реконструктивниот зафат на ученичкиот дом Крсте Петков Мисирков Кавадарци. Општина Кавадарци заедно со тимот од ученичкиот дом успешно го заврши целиот процес на реконструкција и модернизација на ученичкиот дом Крсте Петков Мисирков, кој опфаќаше комплетно реновирање на собите, тоалетите, ходниците и влезните врати. Како што информираат од локалната самоуправа, опфатен надворешен дел, менза, магацин 1, магацин 2, ходници, простории за рекреација, библиотека и занимални на вториот кат, тоалети и целосно нова електрика и целосна реконструкција на кујната. Вкупниот капацитет за сместување на ученици е 100 легла и најчесто тоа се ученици од Берово, Пехчево, Гевгелија, Дојран, Богданци. Со оваа реконструкција општината има вложено околу 10 милиони денари. Значајна инвестиција, а домот доби современ изглед, подобрена функционалност и повишени услови за предстој, учење, дружење и секојдневен живот на учениците, велат од локалната самоуправа. Во посета на локалната самоуправа Кавадарци беа учениците од 4-то одделение при основното општинско училиште Тоде Хаџитефов, а поводот беше дополнување на наставниот материјал за надлежностите на локалната самоуправа, градоначалникот и советот на општината. Учениците беа примени од страна на службите од секторот за образование и спорт и беа запознати со надлежностите на градоначалникот и советот. Им беше одговорено на сите поставени прашања со кои ќе ги дополна знаењата кои ги поседуваат.
Градската библиотека Феткин Кавадарци денеска го заокружи месецот на книгата со приказната за Лабубу за дечињата од градинката Рада Поцева. Повод месецот на книгата, кој што трае од 15 октомври до 15 ноември секоја година, и го слави целиот свет, после низа активности која што ги организираше библиотека Феткин, го заокружуваме месецот на книгата токму со овој настан. Организиравме во соработка со детските градинки Рада Поцева еден настан кој што ние го крстивме читањето и исполнувањето на желбите. Ни беше замислено токму оваа возрастна група да ни биде на гости, затоа што тие се тие кои што добро ќе учат да читаат и би требало точно да го сватат читањето како едно од поубавите работи во животот. Библиотека Феткин организираше неколку онлайн или, како би ние ги нарекле, електронски водичи за читателите низ нашата библиотека. Веќе започнавме како почеток на месецот на книгата со дигитализација на нашиот родно-краен оддел и направивме неколку соработки со нашите сестрински библиотеки кои што имаат инпути во наредниот период. ОВР Кавадарци до Основното јавно обвинителство Кавадарци поднесе кривична пријава против ВД 48 години од Кавадарци поради постоење на основано сомнение дека сторило кривично дело проневера во служба и затајување. Пријавената ВД вработена како благајник во јавното предпријатие за комунални работи Кавадарци во периодот од 22.9.2025 година до 31.10.2025 година одзело 568.684 денари од предпријатието. Имено дел од парите од дневниот промет од наплатните пунктови во основ на плаќање сметки за водоснабдување и комуналии, кои и биле доверени во службата, не ги внесувала на банкарската сметка на предпријатието, односно дел задржувала за себе, а останатиот дел го внесувала на сметката и на тој начин што го оштетила јавното предпријатие за наведената сума, информираат од СВР Велес. Штетите врз земјоделците се огромни по суспензијата на ИПАРД, власта да ги објави бројките и да го разреши Трипуновски. Порача на денешната пресконференција од опозиционата СДСМ. Откако скандалот кој го најави СДСМ се потврди, денес е време власта да почне да одговара на клучните прашања кои ги засегаат и земјоделците и јавноста, но и време е конечно да видиме оставка од Трипуновски кој избегнува одговорност пред јавноста. Јавноста и граѓаните треба да знаат дека ИПАРД средствата кои се сега суспендирани се доделуваат како 50% грант за земјоделците, а 50% тие самите обезбедуваат за секој проект. Ова значи дека сите тие кои досега веќе започнале со инвестицијата, веќе вложиле своји средства или средства од кредити за половина инвестиција, а сега останатите 50% заради корупцијата на власта нема да им бидат исплатени и не се знае кога и дали ќе бидат воопшто исплатени. Прво прашање што мора да го одговори итно власта е: колку корисници веќе имаат потпишано договори, имаат вложено своји средства? Што ќе преземе владата за да ги заштити овие луѓе, бидејќи е јасно дека заради корупцијата на луѓето на Трипуновски и Мицкоски, тие се веќе оштетени. За нејавноста да и биде јасно, ваквите суспензии може да траат 2 до 3 години, а прашање е дали воопшто ИПАРД програмата по ваков скандал ќе продолжи. Ова, почитувани, е страшен удар за македонското земјоделство и страшен удар за развојот на државата. Ова е срам нанесен во европските институции и на меѓународната сцена. Само за подсетување, во периодот од 7 години, кога СДСМ ја водеше програмата, ИПАРД беше најуспешната приказна во државата, со 2369 реализирани инвестиции и целосна искористеност на европските средства. Ова што денес се случува на секое поле е резултат на партизација, клиентелизам и злоупотреби за кои од првиот ден зборуваме. Се што ДПМН ветуваше како поддршка за земјоделството, сега гледаме дека се претвора во неизвестност и во ризик. СДСМ бара
итно објавување на сите документи и извештаи поврзани со програмата ИПАРТ, бројот на корисници и извештајот за ризикот кој е настанат како резултат на оваа корупција. Итна оставка од трибунот и сите назначени лица кои биле дел од овој процес, кои може да бидат компрометирани. Јасно е дека корупцијата е длабоко влезена во целиот систем и мора одговорност да има од сите инволвирани. Премиерот Христијан Мицкоски изјави дека тој побарал да запрат исплатите за ИПАРТ. Да, јас тоа го побарав затоа што мораме да видиме докаде одат злоупотребите, затоа што првичните информации велат дека не е тоа само од сега, туку и наназад е правено. Така што све ќе истражиме. Све ќе истражиме и секој кој што мисли дека така ќе помине се лаже. Има да одговараат сите од прв до последен, кој сака нека. Поздравена е позитивната акција од страна на луѓето од Европската комисија. Кадровските промени доцнат во СДС, затоа што никој не сака да биде дел од губитничкиот тим на Филипче, сметаат од владеачката ВМРО ДПМНЕ. Кадровските промени доцнат во СДС затоа што никој не сака да биде дел од губитничкиот тим на Филипче. Ароганцијата, предавствата и лошите политики кои ги водеше Филипче, заедно со неговите претходници Ковачевски и Заев, им се удрија од глава. Видни големи подржувачи на СДС, според информациите кои стигнаа до нас, одбиле да бидат дел од раководството на СДС само затоа што не сакале да бидат дел од партијата која некогаш беше државотворна партија, а сега спадна на едва и 120.000 гласови, за кои заслужен е директно Венко Филипче, а секако и неговите претходници Ковачевски и Зоран Заев. Дел од овие луѓе со кои Филипче се има видено изминатиот период, не сакале да бидат дел од раководството на СДС само затоа што не го гледаат Филипче како нивен предводник во СДС. Очигледно е дека во СДС има проблем во делот на консолидација, а тој проблем е директно Венко Филипче. Единствено решение и излез од ситуацијата во која се наоѓа СДС е Филипче да си поднесе оставка, а СДС да почне со внатрешни реформи. Продолжуваме со спорт. Меморијалниот турнир Вуко Каров ќе се одржи по 25 пат. На меморијалот годинава покрај домајкинот Тиквеш ќе учествуваат и второлигашите Тетекс од Тетово и Вардар од Неготино. Екипата на градскиот фудбалски клуб Тиквеш од Кавадарци ќе искористи репрезентативната пауза во овој ноемвриски прозорец и ќе го организира традиционалниот меморијален турнир Вуко Каров и Тиквешките легенди. Веќе се потврдени екипите кои ќе бидат дел од турнирот и според информациите Тиквеш ќе биде домакин на второлигашите Тетекс од Тетово и Вардар од Неготино. Меморијалниот турнир годинава ќе се одржи по 25 пат, а ќе се одигра на 13 ноември, четврток. Ќе се игра во еден ден, по италијански систем, секој со секого по едно полувреме. Церемонијалот на свечено отварање предведен е во 11 часот и 30 минути, а првиот надпревар во 12 часот ќе го одиграат Тиквеш и Вардар од Неготино. Во 13 часот ќе играат Тиквеш и Тетекс, а во 14 часот Вардар Неготино и Тетекс. Во 15 часот ќе бидат доделени наградите, а покрај наградите за пласма на екипите, организаторот обезбеди награди за најдобар играч и најдобар голман на турнирот. Стрелачкиот клуб Кавадарци го освои второто место на турнирот во Куманово. Во поединечна конкуренција Горан Илиев го освои третото место и бронзен медал. Изминатиот викенд во организација на Општинскиот стрелачки клуб Куманово 2000 се одржа турнир во гаѓање со воздушна пушка од 20 истрели.
Екипа на стрелачкиот клуб Кавадарци во состав Горан Илиев, Никола Караѓорđев и Ѓорѓи Златев зеде учество на овој турнир и го освои второто место во екипна конкуренција. Во поединечен пласман, Горан Илиев го освои третото место и бронзениот медал. И пред самиот крај на дневникот да погледнеме какво време не очекува. Утре предпладне по одделни котлини ќе има услови за појава на магла. Преку денот времето ќе биде сончево со мала до умерена локална облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Температура до 16 степени. Го следевте централниот дневник на КТВ телевизија. Ви благодариме на вниманието и ви посакуваме пријатни мигови.